Благодарам, почитувана председателка на Советот на јавни обвинители, почитуван председател на комисијата, почитувани колеги пратеници. Јас би сакал накратко да истакнам неколку работи, да ја проширам одговорноста за слабите резултати на Советот на јавни обвинители. Проширувањето на одговорноста зафаќа и дел од политичката номенклатура, а еден дел од таа политичка номенклатура беа или се уште се наши членови во Собранието и се пратеници. Ќе ве потсетам на 16 декември 2020 година. 61 пратеник од тогашното собраниско мнозинство со 61 глас за го избраа господинот Иџет Мемети за член на Советот на јавни обвинители. Неколку дена предходно, тогаш актуелниот пратеник Костадин Костадинов, денес градоначалник на општината Струмица, како председател на Комисијата за избор и именување, заедно со заменикот на оваа комисија Мухамед Зекири, заедно со пратеникот Горан Мисовски, заедно со пратеникот Јован Митревски и со сега веќе за нас на непозната локација поранешна пратеничка Фаница Николовска, изгласа на Комисијата за избор и именување, го утврдија како кандидат господинот Иџет Мемети за да биде предложен за член на Советот на јавни обвинители. И затоа јас би сакал тука во тој дел да не ја префрлам целата одговорност на вас како институција Совет за јавни обвинители, иако во голем дел ја имате, но истовремено да укажам дека еден добар дел на одговорноста лежи во другите институции, особено во Собранието, кога на еден несовесен начин, заради политички фаворизам, некои луѓе кои што не заслужуваат да бидат ниту дипломирани правници, цел живот беа на високо рангирани државни функции во правосудните органи, како што беше случајот со господинот Иџет Мемети. Човекот бил министер за правда, бил 16 години народен правобранител и бил адвокат, а потоа бил и ваш колега 4 години член на Советот за јавни обвинители и навистина на моменти се чудевме откако беше избран за член на Советот на јавните обвинители, зошто најмалку еднаш на 10 дена доаѓа тука на консултации со поранешниот председател на Собранието Талан Џафери. Не верувам дека се консултирале за реформи во правосудството или дека се консултирале за реформи или унапредување на работата на Советот на јавните обвинители. Со што се занимавал, видовме во последниот настан, кој што требаше да се случи после смената на власта, иако индициите постоеле многу порано тоа, се занимавал со продажба на правда за пари. Колку пари ќе му плати некој обвинет, толку Иџет Мемети заедно со Наќа Георгиев ќе му помогне да има поблага казна, санкција или пресуда. Немам ништо добро да кажам ниту за познатиот поранешен градоначалник Боро Малборо од општина Ново село, но веројатно и нему му дошло преку глава и на неговиот син да платиат еднаш 20.000 евра, па уште 10.000 евра, па уште 5.000 евра, за да може да стигнат во овој двоец, да стигнат да им помогне некој како Иџет Мемети да добијат поблага пресуда за делото, мислам дека беше неовластено производство на наркотични супстанции, трговија со наркотични супстанции. Спомнавте во вашиот извештај дека Советот на јавни обвинители соработуваше со повеќе институции, меѓу кои со Врховниот суд. Не се сомневам, најдобрата соработка ја имале Иџет Мемети како член на Советот на јавни обвинители и Наќа Георгиев како член на Врховниот суд. Мислам дека тие имале толку дискретна и интимна соработка што парите им биле поважни од законите на кои што вие се повикувате и кои ви се надлежност во вашето постапување.
Прашањето кое што се поставува денес не е дали Иџет Мемети и Натја Георгиев се криминалци, тие веќе сами признаа дека се и добија пресуди, иако според мене прилично благи за она што го направиле, туку прашањето е колку пати наплатиле пари за да продадат правда на одредени клиенти. Последниот пат ги фатиле и веројатно нема да има други шанси, но прашањето е колку пати во изминатите 4 години Иџет Мемети како ваш колега продавал правда за пари и колку пати Натја Георгиев, фаворитот судија на Зоран Заев, продавал правда за пари како член на судството, член на апелација и член на Врховниот суд. И кога гледаме она изјава што ја даде тогаш поранешниот премиер Зоран Заев дека го отворил судството како пупка, со овие пресуди и земените пари за да се тргува со правдата, јас мислам дека попрецизно ќе било ако Заев кажеше дека правосудството го отворил како Луи Витон торба од оние торби кои што Боки 13 го праќаа да им ги носи нему и на Вице Заев за извршени работи. Затоа сметам дека вие како членови на Советот на јавни обвинители неоправдано молчите и кога имате индиции за ваши колеги дека постапуваат незаконито. Тоа ваше молчење не можам да речам дека е одобрување, но во секој случај оди на ваша штета и уривањето на кредибилитетот на Советот на јавните обвинители заради одредени поединци кои што биле ваши колеги, а вие сте ги оставиле да делуваат во таа сива зона, да го прекршуваат законот и да фрлат дамка на вашата фела, вас ве носи во една неповолна ситуација, а нам не ни дава друга опција, освен да размислуваме за темелни суштински реформи на Советот за јавни обвинители, затоа што на ваков начин очигледно е дека работите не функционираат. Не викам дека нема поединци кои што се залагаат за владење на правото и вложуваат свој професионален авторитет во рамките на Советот, но крајниот исход е ниска доверба во Советот, многу ниска доверба во правосудството и многу висока корупција од високо рангирани ваши членови во рамките на обвинителството и високо рангирани судии во рамките на судството. Затоа сметам, тоа што го каже и председателот на комисијата, дека на крајот од краиштата да се поднесе оставка од функцијата член на Советот за јавни обвинители не мора да значи дека тој кој што ја поднесува оставката признава вина за несовесно работење. Напротив, поднесувањето на оставка може да биде аларм дека не се согласувате со одредени членови на Советот за јавни обвинители кои што незаконито работат, а имаат политички покровители кои што тоа им го возможуваат. Затоа сметам дека еден таков потек може да биде и коректив и во јавноста да влијае и етички и на некој начин тие кои што сметате за себе дека сте професионални членови и сте изградиле кариера во рамките на обвинителството, а сега сте во Советот на јавни обвинители, таквиот ваш потек може да ја разбуди јавноста и во обвинителството, и во правосудството, и во Собранието на Република Македонија да го зголеми своето внимание и да им даде поддршка на луѓето кои што имаат интегритет и сакаат да работат на соодветен начин во обвинителството, а не на вакви тандеми како Иџет Мемети и Натја Георгиев, каде што гледаме дека не ги интересирал нив ниту балансер, ниту бадентер, ниту уставен закон, ниту двојазичност, ниту европски норми, ниту европско знаменце. Нив ги интересирало дали има клиент кој што ќе се фати во нивната замка и барајќи поблага казна, ќе биде спремен да им плати 20, 30 или 40 илјади евра. И јас би сакал да упатам одовде еден апел до сите други надлежни институции кои што се занимаваат со незаконито стекнат имот, да го проверат имотот на овие двајца луѓе, на Иџет Мемети и на Натја Георгиев и на нивните блиски, најблиски роднини, затоа што некогаш
ваквите луѓе префрлаат имот на синови, на ќерки, на зет, на шура, на братучет, на татко, на мајка, на баџанак и слично, за да видиме каде завршувале овие илјадници евра кои што сега беа пресретнати на последниот случај, но јас сум сигурен дека овој не бил прв случај на судијата Наќа Георгиев и на Иџет Мемети да тргуваат правда за пари, бидејќи тие се многу долго во правосудниот систем за да бидат наивни и да не знаат што прават. Напротив, начинот на кој што тоа го правеле укажува дека земањето на подкуп кај нив било рутина, не предизвикало никаква вознемиреност. Не било нешто на кое што тие пионерски почнале да го учат занаетот на корупцијата. Ова било една рутина која што тие ја имале воведено во пракса подолг период и само ја чекале следната жртва која што треба да се јави, да побара поблага казна и според ценовникот на Наќа Георгиев и Иџет Мемети да наплатат колку чини правдата според нивен аршин. Затоа би сакал, почитувана председателка на Советот на јавни обвинители, уште еднаш да го упатам апелот до вас за ваш личен потек и на останатите членови на Советот со една етичка оставка која што би значила протест на оние кои што себе се сметаат за професионалци против оние кои што ја злоупотребуваат политичката, би рекол, поддршка од одредени структури, да го злоупотребуваат и Советот на јавни обвинители и судството на штета на правдата, на штета на граѓаните, на штета на угледот на цела Република Македонија, а во нивна лична материјална корист. Благодарам многу.